Бога дай. Мала, 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 мала ми дай. Собака е мала, ама куќа гојма. Абе, копитари, што е важно дали новиот папа е Лео или Лав? Што е то важно? Знаете ли што е суштината, есенцијата на тоа што си го одбрал името да му биде Лео или Лав 14? Знаете што е суштината во тоа? Зошто е Лео? Затоа што е ВМРО-ец, море. Толку ви треба, не можете да ви кликне тука, да ви светне во главата. И треба да бидеме горди. Од толку имиња, тој избра Лав да биде. ВМРО-ец. Мислите, то случајно е што одбра да биде Лав, а не тамо некој си поима неам. Джон, Мон, Метју, Матеј, како тамо, Лука, не знам Лука како е на по католички тамо како го викаат, по евангелисти веќе се на Библија. Знаете, Франциско беше претходно, Бенедикт, од толку имиња, тој одбра Лав да биде. ВМРО-ец. Случајно мислите е тоа што беше тамо бискуп, што беше тој тамо негде во Перу? Случајно Перу. Од 70 години во Перу тамо бил, што бил бискуп тамо. Перу. Тамо све се македонци во Перу. Перу, Перун, богот Перун, громовникот до словенската митологија. Пандан на Зевс. Перу, во Перу, замисли американец, роден во Шикаго, оди у 70 години како млад, овој цел век, работен век, тамо помага во Перу. А тамо сите македон, Перун, богов наш македонец од словенската митологија, тој громовникот. Мислите, случајно е тоа? Малку со тоа главите размислете, тие место суштината да ја кажат од Сабајле на Фейсбуков, на ова, дека овај Роберт, овај папава, што му е името од онај живот кој бил цивил, Роберт му е името. И тоа што е Роберт, не мислите случајно е? Од Робевци е. Затоа е Роберт, затоа... Абе, секоја пора него, секоја црвено-бело крвно зрнце кај него е македонско, треба да ви текнеше одма. Световново име што го имал додека бил млад, пред да се замонаш да оди во црква тамо. Кога Роберт му, од Роберци. Роберци му се, тие му се сите родниња му се сите. Аман, во Перу има тамо служено. Лав го зеде. Абе, македонец, ВМРО-ец, ви кажувам. И нека пукнат за душманите. Овој пред да отиде тамо во Перу, мислам, тој роден во Шикаго, американец. И сум роден со пасош американски. Земал после перуански пасош. Го зеде сега името, овој Лав, Лео. Треба да сме горди. Треба да си го викнеме одма на гости да не дојде. Лав. И убаво кажа кој излезе на тоа таквото, на Сикстинска, на капела, кој се појави тамо, на говор. Тој бил многу скромен тип. Него овај Берголио го има, овај Франциско го има донесено од Перу, затоа што нели Франциско беше од Аргентина. И му ја пратил работата тамо. Со годиње му ја пратил работата и кога дојде да биде папа Берголио, овај Франциско го зеде овај од Перу, овај Роберт, овај ВМРО-ец од нашиот Лео, Лав, го зел и му бил во Ватикан цело време додека овај беше папа, овај му бил министер, тоа другачија се вика кај ни во Ватикан, ама генерално бил министер, делегирал бискупи, одбирал бискупи по светов. Тој последен подпишувал дали овај може да стане бискуп, дали онај може да стане било каде во светот. Тоа му била работата на овај Роберт,
лав што е сега ВМРО-ецот наш. Тоа му бил работа. И затоа тој доаѓа сега во преден план и замислете Франциско. Видите како е тоа поврзано. Вие не мислите со тоа главите ко питари едни. Франциско не беше во Македонија пред неколку години? Беше. Истиот тој Франциско го носи. Пази како мислел. Ја ќе умра еден ден и мене има да ме наследи Македонија. Зошто бе тој дојде во Македонија тоа? Зошто? Све му било во главата, кај него само тој знае. И го зел во меѓувреме овој од Перу, овој Роберт Лав, го донел во Ватикан, работел тој тамо во тоа министерството за делегирање бискупи. Овој во меѓувреме чекал да умре Франциско. Ко умре? Овој што си го донесе од Аргентина, тој го наместија за нов папа. Го избраа тие 133 кардинали. Ова. Така што треба сега уште една работа ни оди во прилог. Папата е наш, ВМРО-ец. Ви гарантирам со 2 раце можам да подпишам. Со 2 раце. И сега не треба ништо да не сопред, само треба да се развиваме и додиме напред. Остајте овие педери, овие, знајте од каде. Остајте и то педери се све. Да им го прав. Што сакав да... за тоа не ме прашувајте што им значи тоа на папите, кој ќе зема тоа бројката. Пример, Лав 14. Бенедикт 17. Не знам, Пи 18. Тоа со бројките, зашто е овој 14, на овој 18, на овој 17, тоа не е за зборување сега. Тоа секој од вас може сам да си размисли, да си процени што треба таа бројка да значи вакаво, како си ја плават до тоа името што му е. Така, тоа тие. Сам да не збориме сега за тоа. Ето. Се надевам малце вака од Цабајле, сакав да расчистам некои работи, гледам од Цабајле, главен проблем им беше дали бил Лав или Лео. Па, не знам, ова можело, она не можело, име дали може да се преведе, да се по македончи, ако е... Може. Зашто да не може? Можеме да си го пишуваме и Лав 14, и тоа ќе биде точно. И тука нема никаква грешка. Лео. Тоа е Лав, бе. Лав, како да ви објаснам. Затоа ми беше ова предходно во обраќање. Лав. Лео и на латински значи лав, лавон. Лав. На македонски знаете што значи лав. Лав. ВМРО-ец. Лав. Нема тука врска ова со партија што ви зборам. Зборам ВМРО-ец онака по ген, по душа, по ова, по она. Врска нема со партија. Ние сме лавови. Прашуваат како ние што имаме врска ние со лавови македонци, па Лав, па ВМРО, па Лавчето, па како немаме врска. Имало тука лавови, знаете какви? Пред години и ко почнал вие јеви како избегали, точно се знае зошто ја напуштиле Македонија. Ја поскапеле храната тогаш. Ужасно била скапа. И виделе се префрлиле у Африка, тамо. Но ти тогаш Африка не била Африка, имате место у Африка кај што тоа врие, тоа планини, вегетација, животински свет и отишле да јадат бесплатно тамо. Било. Овде дека почнале да им ја наплаќаат храната и избегале. Тоа нема врска, ние го имаме тоа лавовското. Еве, погледнете ме, ко лав сум. Фризура, не можам да исчешлам. Кој друг лав земи, полесно ќе го исчешлеш него мене. Него што сакав друго да ви кажам? Ова го решивме, мислам, со Лео и Лав. И тука треба да престанете со муабети. Друго сакав. Денес да се подсетиме дека на денешен ден во 1945 година Европа се куртули од најголемото зло во нејзината историја. Тоа беше машинеријата на нацистичка Германија, Адолф Хитлер и неговите најблиски соработници, кои што
сериозно, радикално имаа намера да го сменат светот. Да го погерманчат на некој начин. Многу беа близко до остварување на таа своја цел, и исклучително близко. Ако се земе предвид дека една Германија која што беше понижена од Париската конференција после Втората светска војна 1918 или 19 година, се не знам кога беше. Од буквално понижена земја која требаше да плаќа огромни тие репарации, како се викаат, на Франција, на Британија, особено на Франција. Која што буквално беше понижена на тој мировен договор на секаков можен начин, која што беше удрена и од економската криза светска 29 година, беше фасцинантно како еден човек кој дојде на власт во рокот помалце од 10 години од Германија направи економски гигант, направи огромна воена машинерија, ако сите меѓународни договори од Париската конференција му го забрануваат тоа. Значи некој мижеше му дозволи да направи воена машинерија, кој и како за тоа можеме да збориме, дебати, затоа што не биле глупи и тогаш гледале што се случува во Германија, но одредени луѓе од некоја работа, одредени елити политички во Европа, од некој мотив, од некоја причина не реагирали, слободно замижувале пред машинеријата која што е градил Хитлер со неговите соработници пред нивните очи. Таа во наводници, ја би рекол наивност, затоа што не верувам дека била наивност од глупавост, тука ја мислам дека некој тоа намерно го замижал во вистински кругови и му го дозволи на Хитлер на широконозе, доведе до најголемата трагедија на 20 век, Втората светска војна. Читам од Сабајли исто така некој фейсбук статуси, некои типови лепат слики како овој Сталин, не знам, се гушка со овие некој се поздравува со Хитлер, со некој од нацистиве кога го прават пактот 38 или 39 година со Хитлер. И демек со тоа го сваќате ја минимализираат, се спрдаат со улогата на Советскиот сојуз во Втората светска војна. Демек еве видете кој, не рипајте вие проруски што сте вака, еве вистината, а на ова замижуете, склопил пак со Хитлер. Тоа се такви ревизионистички глупости да просто ми се гади, и на едно место му пишав на тие таквите што коментирале, што истакнал тоа, тие сликите од тоа. А сум го кажал тоа многу наврати, ќе го кажам денес пак. Тоа го пишува самиот Черчил во неговите мемуари, значи не некој друг, него лично Черчил. Кога го прешал Сталин на Јалта, после ручекот, Черчил со ваквото, со пурата, вискито, овај другиот со водката, шетаат по тие шумичките убави тамо. И Черчил му вика на Сталин, му вика, добро бе, она епизода на твоја со Хитлер, она пактон што го направи, шо беше бе тоа човек тоа време? И Черчил порекол, види, друже, секогаш можеш да одиш со ѓаволот рака под рака, секогаш, ама само до крајот на мостот што води преку Амбис, што води до крајот на Амбис. Понатака, ако одиш, веќе си работиш за својата глава. Фактички Черчил вика после у неговиот коментар во самата книга, вика тогаш ќе научив најголемата, најмудрата политичка лекција од било кој политичар што сум го сретнал во животот. Ја научил од Сталин. Дека со ѓаволот можеш секогаш додиш рака под рака, само до крајот на мостот што те води преку Амбис. Така што целата таа епизода имаше интереси тука СССР, нивни, зошто го направи пактот, но пред се она што после се потврдило во многу, не знам, извори историски што сум читал и така натаму, биографии, фактички Сталин бил свесен дека повторно, пошто еднаш Русија била нападната од Германија на кајзерот во Првата светска војна. Сталин не бил глуп. Сталин само купувал време. Не дека не бил изненаден кога се случила акцијата Барбароса, офанзивата Барбароса на Швабиве во Советскиот сојуз до Москва. Но
Не бил глуп, не дека не очекувал дека еден ден може Хитлер да му го заврти грбот. И тоа многу јасно го покажал моментот кога овие стигнали до Москва. Мислите така на клик Жуков тргнал со тенкови од Јапонија и стигнал тамо и почнала против офанзивата? Глуп бил Сталин. Па имал спремено и авиација, имал огромно вооружување. Јас да добивал и од сојузниците, но имал огромно вооружување. Во тој момент да тргне во една таква авантура. Да ги тепа швабиве до Берлин без престан. Сега. Вчера слушав изјави на ЕУ представници, членови на парламентот. Кој присуствува на парадата во Москва, на парадата на Путин, ја викаат. А не присуствува на прославата на Денот на Европа, што доđe му исти курац, само ни го сменја називот да не е од политичка коректност, да го нема на фашизмот, а уствари тоа не е политичка коректност, туку е тоа криење зад кулиси. Ни смета зборот фашизам, а на кој може да му смета зборот фашизам? Само на кој што е фашист, така? А вика, кој не присуствува на Денот на Европа, тој вика за секогаш си ги зачукал шајките во сандакот на своите европски и проевропски интеграции, желбата да бидат пријател со земјите во Европската Унија. Па, мудрост невидена. Абе, копита, лајнари едни. Европа немаше да ја биде да не беше Сталин, Црвената армија и Советскиот сојуз. Како не сваќате? Основни работи како факти ги ставате у фиока. Сојузниците како Путиња чекаа во сенка Сталин да ја заврши поголемиот дел од работата, што се однесува до борбите што се одвиваа на европско тло. Чекаа како и денешо чека, како што чекавте на почеток да се исцрпи Путин, па после да го победите преку украинците, да се исцрпи. Кур се исцрпе. Може да сега да тргне офанзива, може да ве тепа да ви стигне до Атлантски океан. Толку можете да го исцрпите. Као тога што се заебавте, што очекувавте Хитлер ќе го исцрпи Сталин. Па после вие комотно на исцрпен Сталин, што се вика онака максимално без никаква овакво моќ финансиска воена, вие ќе можете да дојдете на завршена работа и да си освоите Европа како што сте ја замислиле, па дури Сталин да го ставите у скут. Тоа ви беше идејата. Беше идејата. Ама се заебавте у проценките. И мислите дека тоа Сталин некојаш ви го прости? Не, тоа го пишува у многу книги што сум ги читал. На странски западни писатели, на руски писатели, биографи на Сталин, нова. Им бил кивен, бесен, затоа што ги молел, го кажав тоа едно видео пред неколку дена. Неколку пати им сугерирал: влезете во Европа, на американците, на британците, отворете нов западен фронт, олабавете ме малце, дел од силите на дивизиите на нацистичка Германија да мора да ги префрли на тој фронт. Ве молам, отворете, мојата војска е исцрпена, жестоко се бориме, трпиме големи жртви. Они му викале: аха, важи сега, другата недела до вторник ќе гледаме да влеземе. Тоа траело до 6 јуни 1944 година, тие играри. Ама Сталин од претходно нив ги откачил. Рекол: аха, добро, се правите мутави, кој ве сега ја идам до Берлин. И ќе продолжам и понатака до Берлин, до Атлантски океан му била целта да стигне. И овие која сваќаат дека ово има моќ целосно сам да ја порази нацистичка Германија и да ја земе цела Европа, они тогаш го договараат планот за денот де инвазијата во Нормандија. И тогаш они му викаат: чекај, влагаме, окей, дај да се координираме, ние сме спремни, сега дефинитивно влагаме. 39, ајде, 40 ќе рачунаме години, не од 39 кога Полска е окупирана, од 40 ќе рачунаме. 4 години сојузниците од Западот одбиваат да одговорат на барањата на Сталин да отворат втор фронт, и ова се факти историски. Дури кога ја гледаат опасноста дека овој ќе ја прегази Европа, ќе влезе у Берлин сам со црвена, тогаш реагираат. И ова се факти. Виебам ревизионистите да виебам. Све што беше историски факт, све живо извртевте. Демек овој бил со овој, му еба мајката.
мајката им ја. Не дека сум јас сталинист, кажувам факти. Кога ќе го победевте Хитлер, вие прозападни што сте да не беше Сталин и Црвената армија? Кога бе ќе го победевте? Никад. Никад. 80% Европа беа квислички влади на Хитлер. Да не ви ги редам. Да не ви ги бројам. Истите тие земји денес 80% се членки на Европска Унија. Ке сте ја победале Европа, кој не го слави денот на Европа. Ке немаше Европа да не беше Црвената армија и Сталин. Од овде имаат поминато, кој не знае, од Македонија, трт мрт, Југославија, Северосремски фронт, која иделе на Берлин, некои дивизии. Што? Викаат стариве, како се испајпузивме, човече, устање сме свеживо да превртиме на глава. Свеживо. Секој факт, секоја вистина, секој настан, секој ова. Какви лудаци станавме. Затоа, денес, апсолутно се знае кој на чива страна е. Видовме сега и со ова расколов што беше по повод ова прославата на денот на падот на фашизмот во Москва. И неколку години тоа се случува. Се гледа дека не случајно Путин збореше дека инвазијата во Украина е исто така и изгледаше како најде ми се мано за колку да ја нападнам Украина. Денацификација збореше. Како денацификација? Абе Бандера, тамо тие биле Ма ние тука знаеш далеку не гледаме. Сега свативме зашо зборел дека било браво. Овие се како џао, како вампир што бега од лук од крст. Овие така се ежат кога ќе дојде моментот денот на прослава на фашизмот во Москва последниве години. Се ежат, алергија, осип ги фаќа. Дури го сменија тоа фашизмот, не може како збор да го слушаат, не бил политички коректен, го изфрли од нивните толковни речници, не постои низ Европа. Не е политички коректен, гледате Бугарија што ни правеше, не биле бугарски фашисти. Какви биле? Модни креатори. Секој прави своја ревизија, не сака да си ја признае својата улога во Втората светска војна, дека беа на страната на Хитлер. Па уште, навредени. Ќе те гонат ако збориш така, говорно омраза било. Како речеш бугарски фашисти, вакви фашисти, онакви фашисти. Која преомраза, историски факти, окупатори. Па не биле окупатори, администратори биле. На овие лаги треба да им се стави крајот. Ама ќе почнеме да им го ставаме крајот ако отворено збориме за нив. Без страв, без автоцензура. Оти многу добро знаеме кој на чија страна беше. И кој ја понесе најголемиот товар за Европа 45-та година да стане еден слободен свет, да доживее расу. У било која смисла. На крајот на краиштата, тие тамо совети у тоа време, тука влагаат сите што влагаа во тие 15 колку беа советски републики, дадоа 30 милиони луѓе жртви во таа војна. Наспроти, кикирикине што ги дадоа тие западниот свет со не дека се тоа небитни човечки животи, но во споредба со жртвата што ја даде СССР, она што ги дадоа како жртви, не знам, Франција, Британија, Америка, не знам, Холандија, беше у однос на жртвите што ги поднесоа советите, ситна боранија. Така што во ова време, кога се негира историјата, кога се прави нејзина негативна ревизија со цел да се сменат историските факти, затоа и не е лошо вакви обраќања, вакви не само вака, него и по медиумите да има кај што ќе ја кажуваат вистината за луѓето, да не
бидат изманипулирани и на долги стази излажани и сменети да им бидат нивните светогледи за она што било во минатото, едноставно да остане запаметено во колективното сеќавање кој на која страна бил. А ние, фала Богу, бевме на вистинската страна и затоа јас апелирав дека ние треба да отидеме да испочитуваме денот на прославата на падот на на фашизмот што беше во Москва. Дали отиде некој од кај нашиве, освен не знам, дали некој официјално отиде од власта, стварно не знам. А требаше да бидеме тамо без разлика што оние закани доаѓаат од Европа, дека тука е крај на европските интеграции за земја која што ќе ја посети Москва. Што се такви фашистички, тирански, тоталитарни глупости. Да ти се меша дали ти сакаш да прославиш победата или да им дадеш почит на твоите предци кои што гинале и во локалните народно-слободителни борби што биле, како што беше ова југословенската тука. Лудило. По тоа можете да видите која е Европа и каква е Европа. И тука мислам дека треба да заврши секој муабет. Како и во случајот со лав, велат латините, nomen est omen. Името е знак. Затоа ја ви викав малце ни шала, Лео е ВМРО-ец, Лав е ВМРО-ец. Лав. Лавот е знак. Nomen est omen. Исто и со Европа. Погледнете, а каква е? Погледнете какви промена на имиња става денот на Европа. Денот на... Тоа е знак дека им смета зборот фашизам. Зошто? Затоа што се нивниот однос каков е кон таа нивна длабоко ничим изазвана русофобија, тоа непризнавање на нивната улога. Они биле јаките, овие русиве ништо не направиле, они ја донеле таа денот на Европа слободата. Вошки гниди.